Да, токму така Јована, 13 рудари од рудниците низ целата земја вчера беа одликувани со признанија за нивната пожртвувана работа на свеченост што беше организирана од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини по повод денешниот ден или денот на рударите. Министерката Сања Божиновска во своето обраќање рече дека рударите се темелот на економијата и незаменлива сила без која нема развој и енергетска стабилност. Предлагам во продолжение да ја чуеме дел од нејзиното обраќање. Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, нашата задача не е само да ја поддржиме вашата работа, туку и да создадеме подобри услови за живот и работа. Затоа, вложуваме напори да обезбедиме поголема безбедност, современа опрема, подобра заштита на работниците и фер стандарди за сите кои се дел од рударството. Уверувам дека нашата заедничка цел е јасна. Рударството да остане силен и одржлив столб на економијата, но пред се, секој рудар да се враќа безбеден и горд дома кај своето семејство. Државниот советник за рударство Филип Петровски рече дека Министерството најмногу инвестира во безбедноста на рударите. Во продолжение ја слушаме и неговата изјава. Министерството од неговото формирање направи многу значајни чекори за подобрување на безбедноста во рудниците. Пред се ги заостри контролите во сите рудници преку инспекцијата и директно преку секторот во рамките на Министерството. Исто така направивме во новиот закон кој што е во изработка многу по-ригорозни мерки кои што ќе се однесуваат на безбедноста при работата. И ќе продолжиме во тоа да ги пренесеме сите светски и европски најсовремени технологии да се работат во нашата држава. Меѓу наградените вчера беа рударите Страшо Маневски, човек со речиси 4 децении искуство кој започнал како сменски инженер, а долгогодишно работел и како технички директор. Признание доби и Златко Пажески од рудникот Сивец во Прилеп, кој секојдневно со гордост и посветеност влегува во јамата и во најтешки услови. Тука се и Драголюб Димитровски, Дарко Величковски, Тони Ѓоргиев, Шериф Алију, Аце Маневски, Зоран Стојчев, Бранко Ѓоргиев, Сашо Гиланов и други. Сите тие со својата работа и искуство се символ на честност, труд и издржливост. Вчера ги прашавме од каде идејата да се занимаваат токму со рударство и што значи да се биде рудар, но и со какви предизвици се соочуваат на терен, па предлагам во продолжение да ги чуеме изјавите на рударите Дарко Велиновски, Дејан Тоневски и Аце Маневски. Татко ми исто беше рудар, по неговите стапки и јас. Предизвици има повеќе, само мора да успееш да ги совладаш сега. Работа си е работа. Секоја работата треба да се плаши од тебе, а ти не еднува. Стара желба од татко ми продолжи понатаму јас по неговите стапки. Работниот процес се одвива со тоа што правиме површинска експлоатација на минерална суровина. Главен фокус е за безбедност и здравје при работа. Тоа ни е прв и основен фокус. Секое рударство е тешко, дали било површинско или подземно јамско, секое рударство е тешко. Со оглед на тоа што многу малце млади луѓе се одлучуваат на делот за рударство, тоа е според мене една гранка што една држава не може да функционира без гранката рударство. Тоа би ми било поттик да почнам да работам во таа гранка.
Со свеченоста на одликување на рудари, 13 рудари, како што велат од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, целта не е само да се оддаде признание на рударите за нивниот труд и пожртвуваност, туку и испрати порака дека рударството ќе остане силен и одржлив столб на македонската економија, со врвен приоритет секој рудар да биде безбеден и горд кога се враќа дома. Нека е честит денот на рударите.